Добро вечер, почитувани гледачи, ново издание Аргумент Плюс. Вечерва во студиото интервју со професор доктор Глигор Димитров. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Од минатата недела некако се договаравме за ова интервју, поради една причина која беше иницијална каписла за да ја отвориме темата. Тоа беше родилка на 61 година. Жена роди бебе на 61 година на државната гинекологија. Докторе, само и за јавноста да кажеме кои сте, освен што сте нели доктор професор, вие ми спомнавте дека сте учесник во креирање на првото законско решение кое ја регулира областа за инвитро. Точно. Тоа беше некаде 2007-2008 година. Инаку инвитро во нашата земја се работи некаде од доцните 90-ти години и првите бебиња беа едно на гинеколошката клиника, каде што таму овакво на времето јас работев, едно во институцијата каде што сега работам Аџибатем Сестина, значи имаме едно 25 години сигурно од првите бебиња од инвитро. Во тоа време работевме според постоечката легислатива, сите кои што овако работеа асистирана репродукција со еден збор, така се нарекува нашава субспецијалност, и се виде потреба да, како и еден добар дел на западните земји, развиените земји, направиме закон за инвитро, закон за биомедицински потпомогнато оплодување. Тоа беше на времето една екипа собрана од сите релевантни фактори, вклучувајќи правници, психолози и така натаму. Стапи на снага, мислам, 2008 година и беше правен пурнак на западните закони. Некои велат дека е нашиот либерален. Не мислам дека е толку либерален, мислам дека е, пошто е еден збир од тие закони консултирани во тоа време, мислам дека е на место, што ви се рекло во моментов. Секако не е Библија тоа, вреди да се мисли, да се менуваат одредени, пошто и како медицината, така и нашава субспецијалност многу напредува со тек на годините. Ако се присетам јас кога почнав да студирам, се роди првото бебе во Англија од инвитро фертилизација. Од тогаш до сега е многу променето и многу напреднато во тој дел. Така да убаво е да имаме рамка законска рамка од аспект на тоа што го работиме. Сум запишала 78 првото бебе во Англија е родено. Инвитро на државен трошок. Тоа е тој податок што веројатно тука се поклопуваат. 1978 година. Во Англија сум запишала. Луиза Браун се вика. Да. И е докторка денес. И е докторка, ете. Го спомнавте законот, имаш интервенции од 2008 до сега, сигурно сте во тек ги следите тие работи, се интервенираше законски, на некој начин се менуваше регулативата, или е истиот статус кво? Интервенцијата е направена еднаш, после 3 години ми се чинам, од аспект на воведување на сурогатство, кој што со тој закон иницијален 2008 беше забрането. Тогаш повторно се собравме, повторно дискутиравме и на иницијатива на тогашното Министерство за здравство и тогаш го ставивме сурогатството во законот, меѓутоа не оној тип на сурогатство комерцијално како што прават ред земји во светот, например Индија, Украина и така натаму, меѓутоа сурогатство заради медицински индикации и медицински потреби. Со други зборови, ние тоа го викаме гестацијски носител, некоја жена има право да носи за други биолошки родители пород, меѓутоа воколку женскиот партнер нема матка или е таа толку оштетена да не може да носи бебе, фетус. Многу е комплексна оваа работа, едноставно звучи бебе од епрувета, но има различни здравствени околности, социолошки и други фактори кои ги детерминираат нели причините за спроведување на инвитро. А едно по едно да одиме. Почнеме со женава 61 година, мислам дека тоа е највозрастната жена во Македонија што до сега родила бебе. По 10 години инвитро и по 10 спонтани абортуси, сепак на свет донесе здраво машко бебе. Секако и честитаме.
Овој момент, докторе, сигурно и вие следевте, предизвика многу реакции во јавноста, нема да речем контроверзии, внимателна сум билам реакции. Од реакција на безрезервна поддршка и за храброста и одлучноста до реакции на осуда. Веројатно се ова очекувано во еден контекст, но еве една оценка ваша, 61 година мајка. Видете, можем да дадам човечка оценка. Професионално гледано, тоа е генерално, како рековте, предмет на дискусии во цел свет, особено таму. И за тоа е условно кажано криво инвитрото, заради тоа што со подобрувањето на резултатите, воведувањето на новите методи, особено мислам тука на донација на гамети, јајцеклетки или сперматозоиди или ембриони, таа возраст може значително да се покачи. Сега, прашањето е каде е границата? И во светот границата точно не може да ја определат. Можам да ви кажам некои податоци. Например, граница реална возраст во Велика Британија не постои. Тоа се остава на самите центри кои што работат инвитро фертилизација под контрола на соодветната да кажем дел од Министерството за здравство да проценат, тука се медико-легални комисии кај кои што секој пар треба да проиде и кои што понатаму даваат предлог или одбиваат. Во нашиот закон генерално мислевме ние на времето на тоа, меѓутоа уште тогаш не мислам дека мислевме дека до тука ќе стаса работата, пошто некои методи кај нас, например, замрзнување на яйцеклетки, тогаш беше со многу слаби резултати, многу слаби резултати и ни се чинеше овако далечно. Пак дискутиравме за донации на сперматозоиди, спермална банка македонска, банка на ooцити во Македонија, уште овакво тогаш. Така да мислам, секаде е тоа предмет на дискусија. Некои земји на Западот имаат и ограничување воопшто. Сега тука треба да правиме разлика меѓу два типа на ограничување. Добро. Првиот ограничување е достапност на инвитро со плаќање од соодветната осигурителна куќа. Кај нас е тоа фондот. Не? Добро, да, државниот фонд. Да, државниот фонд, кај нив се и некои други приватни фондови и така натаму. Имаат право таквите, да кажем, институции да кажат да ние до таа и таа возраст плаќаме за инвитро поставката. Нагоре не. И таа возраст, границата е некаде помеѓу 40 до 45 години. Каде што државата или фондот или ќе рече да, компанијата за осигуреникот партиципира во тој процес, бидејќи тој чини. Но сепак даваат возрастна рамка. Сепак даваат возрастна рамка. Во тој случај, воколку соодветните комисии, тако има и при нас овако во фондот, не одобрат такво нешто, во тој случај може пациентот, односно двојката, да си оди на приватно инвитро, приватно инвитро фертилизација. Меѓутоа зборам, тие граници условно кажано негде е 40, 42, максимум се дојде до 45, се базираат на резултатите од инвитро со сопствени јајцеклетки. Еве ќе ви дадам еден податок. Над 43 години шансите на само за години на возраст на женскиот партнер збориме. Да. Над 43 години возраст шансите да се однесе бебе дома со сопствени јајцеклетки се помалку од 5%. Толку мали. Да. Од 45 дури 1%. За разлика од ако се примени донација кај што растат веќе 50, 60 и повеќе посто. Тоа е едната, да завршам, тоа е едната граница, да кажам, кога плаќа осигурителната куќа. Другата граница е, кај некои земји зборам, кога воопшто може да има трансфер на ембрион, значи инвитро збориме, до која возраст. Тука води сметка, значи, за не само медицински проблеми, кај потенцијалната мајка, болести и така натаму, да кажем, други социоекономски, етички. Се гледат многу фактори има во оваа приказна, да.
И тука можам да кажам дека, еве повторно, Британија нема оваква граница, меѓутоа таму многу ретко се употребуваат инвитро кај жени над 50 годишна возраст. Грција и Кипар се тука некаде 54-55 години, граница зборам. Кај нас некои други од овие повисоките граници, Чешка е некаде 49 и 350 и 364, значи 50 години. Ние со законот, доктор, имаме лимитирано, кои се кај нас лимитите, кога може и кога не може инвитро? Дали имаме возрастно ограничување, например? Тогаш 2008 ние се обидовме да ставиме како ова и ставивме 45 години. Имавме правници у комисијата и заедно решивме да предложиме на Министерство да тоа биде според законот за семејство, кој што закон за семејство во тоа време кажуваше до 45 години возраст на жената може да се посвои новородено, односно доенче. Понатаму може да се посвои повозрастно бебе. И зашто рекоме, добро, 45 години да биде тоа. Меѓутоа, потоа Уставниот суд ја укина таа граница, така да сега немаме практична граница. Фондот за здравство во нивната комисија во моментот се води по медицински критериуми, во најголемиот број на случаи, што значи има одредени хормонски анализи и така натаму, кога би требало да покрие трошоците за инвитро постапката и во тој случај даваат или не даваат согласност за оплодување. Чувствителна оваа тема и затоа ќе се обидам да одберам вистински зборови за да не бидам погрешно сватена, но при тоа да не ги избегнеме оние коментари кои се случуваат во јавноста, дебати не само кај нас, еве велите и во глобални, во светски рамки. Вие доаѓате од науката, сте доктори, природно е да сакате да се усовршува науката, да нуди нови методи науката, но дали веќе правиме пркос на биологијата во нас? Дали пркосиме на биологијата? Еве прво само за овој елемент да зборувам, не социолошки, не економски, не перспективно, дали пркос правиме на биологијата во нас? Ако гледате од таа страна, имате право, да, до некоја. Меѓутоа, кој ќе каже границата? Кога е тоа? Ако има нешто добро во нашиот закон, што можеби и колегите не го знаат толку, има ставка повикување на совест. Значи јас се повикам на собствената совест, можам да одбијам или да прифатам пациент со одредена проблематика. Можам да кажем, се извинувам, но мене совеста не ми налага да правам постапката во такви случаи. Значи, во целиот свет се знае компликациите кои што може да настанат кај повозрастните пациенти. Независно од тоа дали имаат претходни заболувања. Или тотално здрави да се. Може да има зголемен притисок, може да има диабет, шеќерна болест, и тоа е условно кажано тие кои што скоро сигурно ќе ги добие оваа пациентка. Мала родилна тежина на бебе и така натаму. Меѓутоа, еве има случаи ретки како што се завршува добро. Знаете тоа, уште една британска министерка на времето за здравство речеше, да, тука имате борба на човекови права. Основно човеково право е право на родоодставување и имање на пород, меѓутоа основно право и на детето да има, значи да живее до 18 години, да кажеме, во одредени услови. Така да тешко е да се одговори на ова ваше ствање, без да се ова сака една, така да кажем, поширока дискусија, мада не верувам дека и тогаш ќе дојде. Да, секогаш превладува тој човечки момент и тоа што велите право природно на секој од нас да желбата да се реализираме како родители не може никој по никоја цена да ни ја ускрати. Тоа е наше тело, наше лично право, но оние дилеми, како да кажам, настапуваат еве кога велите перспективно за тоа дете, бидејќи потоа настапуваат други моменти, социолошки, економски, други фактори после го детерминираат патот на развојот и потребите на тоа дете едноставно. Тоа е дискусија, ако сакате, и медицинска, и етичка, и социолошка, економска, правна, верска, политичка, секако. Инвитро како метода кај нас, веројатно бројките покажуваат дека интересот расте. И сега ја вака лаички велам, ние имаме родители кои посегнуваат по
нели, овој метод инвитро поради здравствени причини, нели? Водат битка долги години и решаваат да ја извојуваат на овој начин. Но имаме и примери, можеби од мое блиско окружување, од кај вас секако, каде што жените посегнуваат по оваа метода здрави, прави, но поради отсуство на партнер, како тоа да го кажам, еве да не звучи грубо, да. Значи, повеќе фактори влијаат дали ќе се примени оваа метода. Се прашам какви се трендовите. Сигурно следите низ годиниве интересот каков е, дали кај еднава група, еве категорија на пациенти, кај вторава категорија на пациенти. Има интерес, да. Нели, можеби грубо звучи само храни мајки, меѓутоа Да, сингл родител, да. Single parent, што би рекле, за ова расте кај жените во последните години, и тоа е влезено и во законот за биомедицинско подпомогнато оплодување, кој што е важечки, тоа и го одобрува фондот, односно партиципира нашиот фонд во овие. Лично мене, ако ме прашате, не гледам лошо во тоа, во колку до одреден период не постои друг родител или барем нешто такво, а биолошкиот часовник чука да една жена не се оствари како родител. А во вториот случај со медицински индикации расте ли интересот поради медицински причини? За инвитро? Да, за ме инвитро. прашувате. Видите, едно е интерес, друго е индикација и потреба. Многу често пациенти доаѓаат, па викаат сакам инвитро, меѓутоа кога ќе погледнем резултатите, речеме во моментот не сте за инвитро, не сте, индикативно гледано, можеме и на друг начин, во природен пат да добиеме. Тоа е прашањето дали растат причините и патолошките состојби кои што допринесуваат до инвитро. Тоа ми беше следното прашање, да направиме профилација на причините, зошто. Значи, оваа некогаш табу тема, можам слободно да кажам, многу во некои затворени кругови се коментираше, не толку јавно, не беше експонирана. Точно. Сега ја зборуваме како дел од нашата Точно нормалност. Сега носат мајци, моите близнаци се од инвитро и така натаму. И тоа веќе не е. Кои се причините, докторе? Кои се еве позади сето ова? Еве да ги тргнеме оние на страна медицинските, велиме, не велам само храни мајки, жени да посегнат девојки по овој Видете, концепт. едно е јасно, не само кај нас, и генерално во светот, родителствувањето се одложува. Значи, се помислува границата возрастна, сакате да ми речете? Зборам свесно дали самата жена, дали двојките, свесно се одлучуваат за пород покасно, заради различни други работи, пред се кариера, бизнис, едноставно не сакаат тогаш. Ние добиваме се постари, просечно, све постари и постари жени за третман за инвитро. Имаме некој просек кај нас на ниво на државата, ја извадив некои податоци, на ниво на Европска унија зборуваме, значи, просек возрасен на жени што раѓаат деца. Не, воопшто што раѓаат деца, јас кажувам. 29,4 години, 29 години бил просекот на ниво на Европска унија. Генерално зборувам за родилки. Италија 31 година, Шпанија 30 години, најмлади родилки во Бугарија 26 години и Романија 26,5 години. Еве са пополека преминуваме на оваа друга тема, дека целото општество ни го менува тој однос кон родителството. Па ги тргам на страна на пациентите, ќе ги кажам со медицински причини кои посегнуваат по овие методи, но генерално ја поместивме границата за раѓање деца. Така е. Зошто? Тоа го знаеме. Мислам дека современиот начин на живот, разбирате, си го носи овако своето. Ама едно е, нашите баби на 25 години имале по 3-4 деца веќе. Разбирате. Тоа било тогаш. Сега 35 години прво дете, тока 40 ако може и второ. Сакам да кажам, додатно ваквото одложување носи и други додатни фактори за неплодност. Прво, биолошкиот часовник, второ,
сексуално трансмисивни болести, ендометриоза, миоми и така натаму. Сето тоа може у тој период кога се одложува да се развие и да доведе до проблеми. Конечно, фактори на околина, средина и тоа носи свој. Знаете, пример за машки стерилитет ќе ви дадам. Пред 30-40 години по дефиницијата на Светска здравствена организација, минималната вредност за бројка на сперматозиди во милилитр беше 60 милиона. Сега е 20. Што значи? Тоа значи дека постепено, но сигурно вредностите на машкиот фактор со текот на децениите опаѓаат. Не дека ние умеѓу време се нашле дека може веројатноста за бременување е многу приближна и со 20 versus 60. Меѓутоа факт е светски дека заради, а најчесто е тоа заради фактори на околина, начин на живот и така натаму, тој квантитет, а со тој квалитет, нели, опаѓа. Значи, сменет ни е нашата внатрешност, нашиот организам. Овие податоци покажуваат дека се менуваме одвнатре. Едно се менуваме ние одвнатре, друго се па фактори на околина кои не менуваат однапред повеќе, сакате да кажете. Имаме некој податок, например, на ниво на држава или не знам на клиника, колку бебиња годишно ни се раѓаат, како да ги кажеме од епрувета? Па во моментов не би можел точно да ви кажам, и тоа можам да ви кажам за број на циклуси кои што ги има во Македонија. Тоа се околу 1500 кои што ги партиципира фондот и најмалку има уште толку кои што одат приватно. Кога велите циклуси, на што велите? Тоа се барања, постапки, инвитро циклуси. Почнати постапки. Значи, стимулација, пункција, трансфер, така натаму, да не навлагаме ова. Значи, фондот си ги одобрува. И тие се отприлike 1500 годишно. И уште има 1500, меѓутоа сега е тешко да се каже колку од тие се. Немаме некоја евиденција. Една од нашите, да кажам, што се однесува до инвитро, нашите желби беше уште 2008 да на ниво на Министерство се направи регистар. Значи, регистар за донации, меѓутоа у тој регистар да влезат сите центри кои што работат инвитро со сите резултати. Имаше напори на времето, некој софтвер да се оваква направи, кој што навистина би потребен за сите. Денеска имаме реални проблеми кога треба донација на сперматозоиди на яјцеклетки, па да се јавуваме ние меѓу себе, центрите кои што работиме инвитро, дали тој донор е употребен или не е. Пошто по закон донор, да кажеме, било што, само 2 деца во Македонија може да има. Тоа е сериозен проблем, ова отсуство на оваа евиденција, статистика, овој регистер. Они имаат, меѓутоа, да кажем, на хартија, што би се рекло, меѓутоа кога би било тоа IT средено, што би се рекло, ние сите би било многу полесно. Од друга страна, многу полесно ќе биде и на фондот да ги прати резултатите, Министерството исто да интервенира кога треба и така. Да, ова се сериозни моменти за една ваква, зборуваме, состојба која е растечка како тренд, нели? Кај нас овој тренд е во пораст. И во светот е во пораст токму заради ова. Гледате, има мајки сега и во светот што се по 70 години во Индија и 72-3. Најстарата е 73 ми се чини во Да, над 70 години во Индија беше. Да, меѓутоа генерално од практични да кажам причини такво нешто треба да се направи. Не се само практични, кога велите, еве овој момент, ова се и суштински причини, бидејќи законот ограничува, мислам, теоретски, еве да теоретизираме, ако се направи некој уткам, може од ист донор 3 деца да има во државава, па тие утре да се сретнат од различни, можеби родителски семејства, не знам сега. Токму затоа, имате право, значи, тоа е токму затоа на времето ние размислувавме за банки кои што можеби биле да кажем државно поддржани, сместени во државна институција, меѓутоа со тек на време јасно ни беше дека Македонија е мала земја. Плюс имате етнички овакво разлики, многу брзо ќе дојдеме до, ние го викаме консангвинитет, значи мешање на роднини, што би се рекло, воколку употребуваме само наши
сперматозоиди, само наши јајцеклетки. А сега Затоа користиме почнавме да увезуваме, од овластени банки во Европа. Неодамна Хрватите, мислам, има една репортажа кај нас, токму на оваа тема, бидејќи кај ни веројатно регулацијата е поразлична, па хрватски парови доаѓаат тука за да го истуркаат овој процес. И во одјава колегата, мислам, на тоа репортажата на стендапот рече, може би овдека за 10 до 15 години во центарот на Скопје ќе шетаат данци високи, згодни со плави очи, бидејќи кај нас се зборува дека најголемите примероци, нели, еве, зборуваме од друг непознат донор, се, нели, од скандинавските земји. Рече во центарот на Загреб, не во центарот на Скопје. Се извинувам, да, беше баш, да. Во центарот на Скопје беше, пошто се работеше хрватски пациенти кои што ние во нашата институција ги имаме. Доста доаѓаат токму заради такви некои, да кажем, разлики во законот кај нив и кај нас. Ова се овластени европски банки и за едно и за друго, не се само данци, не се само, не знам, овако. Генерално имаат пациентите можност да бираат според фенотипот, според нормално и според националност, нормално овако. Има различни типови на донаторство, отворено и затворено. Пациентите гледаат обично затворено, кај што не го знаете овако човекот, туку само изгледа од едукацијата, исклучени се нормално најчестите болести, наследни и така натаму. Само за пример, проодноста во спермална банка во Европа, значи за донатори на сперма е само 10%. Значи 90% отпаѓаат заради било какви причини, а ги има многу. Моето прашање беше дали е мит дека најчести, нели, анонимни, секакова е анонимност, тоа се скандинавците. Дали е мит или вистина? Мити. Мите? Мит. Украинците тука? И украинките. И украинките, да. Сакам, докторе, на крајот, еве сме од разговорот, мислам дека сме повеќе од 25 минути, околу наталитетот да ми кажете. Се соочуваме со големи демографски проблеми, веројатно како идат годините, уште посериозни ќе бидат. Она што кај нас е главен проблем сега е што заминува, како да кажеме, наталитетно население. Луѓе во убави години, кога може да создаваат семејства, работоспособно население, ама велам наталитетно, бидејќи тоа не е темата, заминуваат потомствата, семејствата ги градат надвор од државата или пак уште од рани нозени ги зимаат децата, цели семејства со мали деца заминуваат, го губиме населението кое треба да биде перспектива на оваа држава. Едно е тоа, знаете како е, еден наш професор уште во времето на формирањето, ако не беше и пред тоа, на македонската држава има издадена книга Бела чума. Уште тогаш имаше статистички податоци за тоа дека паѓа наталитетот во Македонија. Значи уште тогаш. А сега ова додатно со иселувањето и со така. Така да, тоа е работа за многу комплексни мерки од страна на државата. Ние како инвитро помагаме, но тоа е многу малку. Ние помагаме на оние кои што не можат да имаат воопшто деца со едно или со две. За наталитет да порасне треба да имате 3 најмалку. И тоа поголем дел. Да, тоа се политики на ниво на држава, здравствени, квалитет на здравство, на образование, на стандард и така натаму. Чисто ве прашав сигурно податоците. Јас ги гледам статистички некогаш кога ќе излезат, нели, на годишно ниво. Наталитетот кај нас е во опаѓање, живородени деца од година во година ако се следи, и тоа е воопшт пат генерално на државата, зборуваме. Ако памтам јас, кога почнавме да работиме, имаше во Македонија, сега добро, тука бе Јужна Србија и Косово, на 30.000 регија на годишно ниво. Па после дојде у периодот на осамостојањето 25-26, сега многу помалку, 18, 19 и така натаму, може би до 20 да се стигне. Тоа е едниот податок. Другиот податок ова вие што го спомнате, гледајте колку се упишале во основно, колку во средно и колку понатаму на факултет. Сите параметри се надоле. И сите тие се многу подоле него бројот на живородени деца во таа година кога се родиле. Комплексни се овие теми. Но еве начнавме, пак ќе речам иницијално поради овој пример, ги охрабрувам нели сите што сакаат да бидат родители, науката е тука да го даде максимумот од себе.
Докторе, ви благодарам за овој разговор. Ќе ја третираме и натаму. Темата има димензии психолошки и педагошки и социолошки, многу Ја би сакал и комплексна. колеги од другите да кажем гранки да учествуват, не само медицински, како што кажавте. Сите од различни димензии. Сите, да. Глигор Димитров, професор доктор, ви благодарам за овие 30 на минути. Но Почитувани, тука завршува вечерашното издание на Аргумент Плюс. Од мене пријатно.